Македонски христијански подкаст. Вера, надеж и љубов за Македонија. Здраво, добре дојавте во четвртата сезона на Македонскиот христијански подкаст. Почнуваме со епизода 1. И денешната епизода која ќе ја снимаме се нарекува христијански или христолик живот. Живот на еден христијанин кој треба да наликува на животот на Господ Исус Христос. Да, ние христијаните сме повикани да живееме како што живееше Господ Исус Христос. Како што тој одеше во светлина, кој сами од светлината, така и ние треба да одиме како што одеше тој во светлина. Затоа сме повикани и вика исто така Светото Писмо, кој ја има светлината на животот, а Исус е светлината на животот, тој гледа каде оди. И тоа е многу битно, зашто кога имаш еден патоказ, односно кога гледаш каде одиш, тогаш нема да се сопниш. И тоа е едно нешто што е многу важно. Да. Па, еве сега, после подолго време или пауза, малце одмор, се враќаме повторно на подкастот, да снимаме некоја нова епизода. Сигурно се случиле некои работи во животот твој, нели ние се дружиме, Да. растиме во верата секојдневно, како што читаме во Библијата, како што живееме овој живот го чекориме со Христос. Се случуваат некои работи. Па еве Никола, нешто што сакаш ти да споделиш или еве некоја најава за самиот подкаст или еве нешто што имаш на срце што сакаш да го сподели со гледачите и слушателите на подкастот. Да, фала Димитар за ова прилика да сепак како што ги почнувавме сите, да речам сезони, сите преходни, ќе започнам со тоа што се благодарам пред се на нашиот Господ што воопшто сме тука и што можеме да снимаме и што нова сезона, значи ние кога почнавме првата сезона, која почнавме пред 2 години мислам, не ни замислувавме на каде ќе одиме, туку ќе снимаме докато ќе не води Господ, си рековме како што и треба и да снимаме, па еве сме сега 3 сезони напред, сме веќе до 4-та сезона и брзо врви времето и ете снимивме колку што снимивме и се за Божја слава. И да, сакам јас да исто да се заблагодарам за вашите лајкови, коментари што ги оставате, сите што ги имаме субскрајбери на YouTube начин, followers на Instagram, на TikTok исто. Сите коментари оставени, ви благодарам за вашата поддршка, тие што не поддржавате од срце и тие што навистина гледате не само пред се за наша поддршка, туку и гледате за да растите во вашата вера и за да слушате од Светото Писмо. Ви благодариме и допрва треба да ви вратиме на некои од вашите коментари што сте ги оставили на социјалните мрежи, така да тоа е допрва. И да, тоа беше што сакав јас да го споделам првенствено и пред да почнеме да речам со темата и да кажам дека уште еднаш ми е мило што сум тука со брат ми Димитар да снимиме пак и да видиме каде Господ не носи во оваа нова сезона и што има за да снимиме и кои теми и какви разговори ќе ги имаме и сум со нетрпение чекам што носи ова нова сезона и епизодите што доаѓаат. Да, фала Никола. И еве јас можам да споделам нешто што бев вклучен периодот и што се случуваше низ Македонија, еве во Битола имавме евангелизација. Тоа значи споделувавме пораки од Библијата, пораки на надеж, пораки на охрабрување и најбитно од се Евангелието. Евангелието дека Господ Исус Христос умре на крстот за нашите гревови, дека беше погребан и дека на третиот ден воскресна и секој кој верува во него има простување на неговите гревови и вечен живот. Тоа го споделувавме, делевме нови завети на широк сокак, а исто така имавме и евангелизации во Скопје и таму го споделувавме Евангелието со луѓето, разговаравме со луѓето, се молевме за луѓето и сето тоа беше за Божја слава. Да, тоа нешто беше многу охрабрително, да видам многу млади луѓе како се интересираат за Бог, го бараат Бог и Исус вети, ќе ме барате и ќе ме најдете, зашто ќе ме барате со сето свое срце. Да, тоа го вели Бог во Стариот Завет, во пророкот Еремија. Значи, гледам еден глати жет кај младата генерација, која навистина го бара Бог.
А Бог вели, ако ме барате, со сето своје срце ќе ме најдете. Верувам дека има промена во Македонија, а таа промена се, Gen Z во модерни термини, или оваа нова генерација сега кои се тинејџери, не знам, можеби до 25 мои години, така да гледам една промена во таа генерација, луѓе кои сакаат да бидат автентични, односно луѓе кои навистина бараат одговори на тешки прашања. Тоа значи дали постои Бог, дали Исус навистина воскресна, дали има живот после смртта. Тоа се вистински прашања. Тие прашања нема да ги најдеме надвор од Светото писмо, надвор од Бог. Да, значи некои познати милионери, милиардери и така натаму ќе изјават своји некои идеи, како не знам дали беше Илон Маск или некој друг милиардер, ние живееме во симулација. Ама тоа не ти го одговара прашањето дали има живот после смртта. Така да, Библијата се занимава со најважните и највистинските, најсуштинските прашања за еден човек. И затоа, ова го снимаме ние, за да може да го споделиме со вас, за да ве охрабриме да читате Свето Писмо, да верувате во Исус Христос, бидејќи Тој е воскресението и животот. И дека само преку Него ние може да имаме вечен живот. Живот во изобилие, живот за секогаш. Јас периодов нешто бев многу трогнат и допрен од Кочани. Една независна истражувачко-новинарска агенција направи истражување на целата ситуација и го има на YouTube тоа видео. Мислам дека се викаше ИРЛ, не знам од што е кратенка, може да истражите. Мислам дека така се викаше. И таа репортажа или тоа видео кое го направија во однос на случувањето во Кочани ме трогна мене длабоко. И во оваа прилика јас сакам да му изразам сочувство на фамилиите кои изгубија синови, ќерки, браќа, сестри, внуци, така натаму. Стварно е жално тоа да се доживее, но има надеж. И ова видео го нареков на христијански живот и христијански христолик начин на живење со една причина да ја пробудиме свеста кај луѓето околу тоа што значи да се живее христијански живот. И каде е местото на еден христијанин во општеството, како тој треба да живее и по кој пат да оди треба. Секако, Божиот пат, но што значи тоа во пракса. Епизодата за Кочани, која направи таа агенција новинарска истражувачка, беше морален компромис, се викаше. И на крајот новинарот кажа дека сите ние сме дел од тој морален компромис. Да. Тоа ни го кажува и Светото Писмо. Сите ние сгрешивме и сме лишени од Божјата слава. Тоа значи дека ние, како луѓе, сме склони кон грев. И го правиме она што е грев пред Бог и телото наше е грешно и го посакува гревот. Јас сум бил повеќе пати во ноќни клубови и на такви места и можам да кажам дека таму нема ништо добро. Јас имам 25 години, пред 4 години имав промена во мојот живот. Таа промена дојде кога јас сватив што пишува во Светото Писмо и имав средба со вистинскиот и жив Господ Исус Христос, кој ми го промени животот, ми го промени начинот на размислување и се уште ми го менува, како што читам во неговото слово. И од тогаш наваму јас повеќе одлучив да не одам во ноќни клубови. Ова ви го зборувам и сакам ќе отвориме таа тема сега. Ќе му дам простори на Никола да кажи негово сведоштво. Јас сватив, откако станав христијанин во вистинска смисла и кога одлучив свесно да го следам Господ Исус Христос,
дека, нели, самиот термин да го следиш Господ Исус Христос, значи да бидиш каде што е тој. Да одиш на места каде што одел тој или оди тој. Значи тој оди пред тебе, ти одиш по него. И сватив дека Господ Исус Христос не е во ноќни клубови. Сега некој ќе речи, јас сум млад, треба да одам, да се забавувам, ова, она, има време, ти вака многу некако ми кажуваш овие работи. Меѓутоа, вистината е дека ако си христијанин, Господ Исус Христос треба да знаеш дека не е во ноќен клуб. Ако ти ја слушаш таа музика, ќе сватиш дека во таа музика се слави ѓаволот на каков начин? Се пее за грев, се пее за неморал, за прелюба и така, за пијанство, другирање и сите тие работи. Што мислиш? Дали во тие песни се слави Бог или се слави сатаната? Јас ќе ти кажам, ова е најискрено, без никакви заобиколувања, најискрено кажано, со тие песни се слави сатаната. На место каде што се слави сатаната, нема ништо добро. Туку таму присуствува злото. Друго, што се случува во ноќните клубови? Знаеме, нели, сите бараат женска, сите бараат дечко, девојка, да излези со некоја, така, па после се подејство на алкохол, па некој на дрога и така натаму. Значи, една атмосфера каде што гревот владее и се врши прелюба, сексуална неморалност, за после кога луѓето ќе се отрезнат од тие дејства на музика, на дрога и на алкохол, да сватат дека направиле некаква глупост или некаков грев кој има трајни последици врз нив. Ова го зборувам за да поттикнеме на свест кај луѓето да сватат дека ноќните клубови не се место за христијани. Тие се места каде што присуствува сатаната и каде што се слави сатаната. Да, за некој можеби ова звучи премногу остро, меѓутоа тоа е вистинско. Каде е местото на еден христијанин? Местото на еден христијанин е помеѓу верниците, а верниците се црквата. Значи, група на луѓе кои го слават Господ Исус Христос, кои веруваат во Господ Исус Христос, кои живеат според тоа што е запишано во Светото Писмо, се поучуваат на неговиот пат. Таму е местото на секој еден христијанин. Дали на такво место има задоволство, исполнување, радост, мир, љубов? Да, помеѓу христијаните тоа го има. Го имало, го има и ќе го има. Зошто? Зашто Бог е меѓу нив. Каде што е Бог, таму има правда, мир, љубов, радост. Каде што е Бог. А тоа што тука ние го имаме како христијани, помеѓу нас, тоа заедништво, е само еден предвкус на тоа што ќе биде во небото. Во небото ќе биде уште поголемо, уште пославно, уште повозвишено. Зашто пишува дека во небото, во рајот, во Божјото царство, ќе е место каде што ни уво не слушнало, ни око не видело, ни на памет на човек не му паднало. Значи, такво нешто што ние ќе го искусуваме секој ден. А таму е Божјото присуство, Божјиот престол. Значи, тоа е нешто големо и возвишено. Знам дека малце ја расширив темата, Никола, сакам да ти дам простор да се вклучиш. Еве, што мислиш ти околу ноќните клубови, твое лично искуство? Еве, зошто си одел таму и откако си станал христијанин и го следиш Господ Исус Христос? Која е таа разлика што си осетил помеѓу тој начин на живот и овај нов начин на живот со Господ Исус Христос? Да, интересно беше кај мене што од секој јас на некој начин поради тоа што бев пораснат, да речеме, христијанско семејство кое чита Свето писмо, кое се надева на Господ, кое се моли, кое оди во црква, значи каде што има верници, каде што се браќата и сестрите по Христос. И јас на некој начин, моите причини, да речам, што ќе го кажем, ова може некој да се пронајди,
да речам, причината за моето одење во ноќни клубови, во такви места каде што се со други зборови слави сатаната и се прават разноразни работи, гледаш и на некој начин си велиш, сакам јас да го правам ова, да го имам ова или да го имам ова искуство што го има тој. Знаете, влегва нормално тука во сликата и завидувањето и сето тоа, што е грев. И на некој начин, кај мене беше, ако можам да се изразам, стравот од одбивањето. Ако ме викни другари или што иде, кој да беа, што ќе ме викне, ако му речев не, поради тоа што, поради, да речам, дали моите верувања или моите размислувања, иако јас не го имав втаено целосно животот на Христос, на некој начин страв од одбивање, ќе одбиеш сите тие работи што ги велат и што те сметаат дека не си еден од нив или дека ти не идиш со нас, не си интересен и такви работи, бидејќи сакаш да си дел од екипата, да си интересен како нив, мислиш дека и тие се интересни со тоа што ги прават тие работи и тие мисли, и ти ќе бидеш интересен, и ти ќе бидеш кул, и ти ќе бидеш популарен, и ти ќе бидеш познат, и ти за тебе ќе зборуваат луѓето. Види го овој што направи, види го овој што ќе направи, колку е храбар. Храбарот и се испијани се влечка по земја, многу храбар. И тоа тие беа на некој начин најголемиот дел од причините за моето одење на тие места и на некој начин обратното. Зошто не би одел во црква, зошто не би го славил Господ Исус Христос, зошто не би верувал во Господ Исус Христос, може да се види и тој, таа причина е поради мислењето на другите луѓе. Што мисли моето друштво, јас ако го следам Исус Христос, ако му верувам некако, зборувам за него, ако сега што правиме, ако сега што снимаме подкаст, луѓето ќе ми мислат за будала, јас ќе сум отворен од општеството, јас ќе сум ова, она. И на некој начин, сега од ова перспектива, кога ќе гледам, разбирам на некој начин тие луѓе што си го велат тоа, но од друга страна, кога ќе го искусиш искуството со Господ Исус Христос и искуството кога ќе бидиш заедно со браќата и сестрите, кога ќе видиш што значи кога ќе разбереш преку Светото писмо дека Бог е љубов, што значи што е љубов, кога ќе искусиш таа Божја љубов на своја кожа, разбираш дека сето друго што го има во светот, односно сето друго што може да ти го понуди, да речем, ѓаволот преку тие ноќни клубови, преку тие дискотеки, сите тоа, тие дроги, алкохоли, сите тие работи што блудства и не морало што се случуваат на тие места и не мора во тие места, некои луѓе што се собираат дома и што прават такви работи. Кога ќе го искусиш, кога ќе искусиш другата страна, односно Божјата љубов, ќе сватиш колку не чини таа страна. И кај мене беше на некој начин тоа искуство и колку бев љубен помеѓу браќите и сестрите во Христос, колку ме сакае, колку ме почитувае, колку пред се Господ Исус Христос ме прифати без разлика јас каков сум, значи тој не бара сите од нас да дојдеме какви што сме и тој нема да ни сврли, а светот и тие луѓе во светот и таквите дешавки што ги прават луѓето, значи треба ти пред се да си како што треба во нивни гледни точки за да одиш таму, за да бидеш прифатен, ако е Господ Исус Христос едноставно те прифаќа и не те исфрла, те прифаќа каков што си и тој те менува, како што спомна Димитар, значи тој не менува и искуство имаме со Господ и се уште кога ќе го читаме Божјото слово, кога ќе се надаваме на Господ, тој ни ги менува и кога ќе поверуваме и понатаму во нашата вера, ни ги менува нашите мислења, нашиот начин на размислување, нашиот живот. Таа промена што можат луѓето да ја видат во нас на таа трансформација какви бевме од, да речам, пропалици во какви што сме сега, таа промена ја прави Господ Исус Христос во внатрешноста. Резултатот се гледа однадвор, во нашето понашање, во нашето начин на зборување, во нашиот начин на живот, а клучната промена, клучниот пресврт кој се прави внатре во срцето. А таа промена, тој пресврт може да го направи Господ Исус Христос, ако му дозволиме, ако му го дадеме нашето срце, нашиот живот во, да речем, покајничка молитва, ако се покаеме од тоа што сме го правеле и ако поверуваме целосно во Господ Исус Христос и му дозволиме тој да биде господар на нашиот живот. Кога ќе му го дозволиме
тоа кога ќе му дозволиме на Господ Исус Христос му предадеме себе нашиот живот во негови раце, тогаш Господ Исус Христос ја прави таа промена во нашиот живот. Господ Исус Христос таа промена не ја прави со сила, тој не влеква во нашето срце со сила и со сила да не тера да веруваме, туку тој ни вели ако сакаш да имаш вечен живот, верувај во мене, ако сакаш да направам пресврт во твојот живот, ако сакаш твојот живот има смисла и цел, да не биде празен твојот живот, да не биде твојот живот неисполнет, една дупка со која ја пополнуваш со 300 работи во овој свет, која никогаш нема да биде пополнета ако ме немаш мене. Господ Исус Христос ти вели, ако сакаш, уште денес можеш да поверуваш во мене, уште денес можам да ти го сменам животот. И зборовејќи го тоа, дури сме на тие зборови, јас сакам да прочитам еден стих кој ми дојде на срце, кој Господ ми го стави, сакам да го прочитам, дури ја читав Библијата и на некој начин ова може да важи за сите они, не само за некои поединци, за младите кои одат таму или како иде, туку ова е на некој начин во склоп на цела држава и на еден народ кој живее таков живот кој е безбожен, кој е против Господ, самиот Господ и кој не сака Господ Исус Христос да му биде Господар и Спасител на нивните животи. Тој стих, значи ќе го прочитам, се наоѓа во втората книга на Летописи, значи во Стариот Завет, во 7 глава, значи 14 стих. Значи таа промена, тој пресврт, зашто зборувавме, кој Господ го прави во нашите животи, на некој начин со кратки црти, тука е дека е на вистина така, го пишува во овој стих што ќе го прочитам, и таму пишува: ако се смири мојот народ, кој се наречува со моето име, и ако се помоли и го побара моето лице, и ако се откаже од лошите патишта, јас ќе го послушам тогаш од небото и ќе му го простам гревот и ќе му ја излечам земјата. Значи Господ тука јасно ни ветува дека ако го побараме неговото име и ако се помолиме, и ако го побараме неговото лице, ако значи се откажеме од своите лоши патишта, значи да се покаеме. Покајување не значи само да речеме: Господи, извини што го направив тоа и пак продолжам да го правам. Значи мојот збор извини не е покаяние, туку покаяние е ако се откажеме од нашите лоши патишта, ако се свртиме од тој живот што го живеевме, ако не го живееме повеќе, и ако се свртиме кон Господ Исус Христос, тој вели: јас ќе го послушам тогаш од небото и ќе му го простам гревот и ќе му ја излечам земјата. Значи ова е во пред се за сите, по секој поединец кој го чита ова, ами во склоп на цела земја, односно во склоп на сиот народ кој го чита ова, кој треба да го чита и треба да се запраша каков живот живее, на кој му служи, дали на Господ Исус Христос или не, дали Господ Исус Христос му е Господар и Спасител на животот или не му, или го одбива едноставно си живее живот како што сака. Овој стих е за тебе кој се сомневаш, кој се уште Господ Исус Христос не ти е Господар на твојот живот. Овој стих е за тебе и Господ ти ветува тука дека кога ќе се свртиш кон него, кога ќе го побараш неговото лице, кога ќе се откажеш од своите лоши патишта, тој ќе те послуша, ќе ти го прости гревот и ќе ти излечи тебе, ќе излечи цела земја во склоп на целиот народ. Така да тоа е на некој начин искуство што јас би го споделил во врска со конкретно ноќните клубови, тој стил на живот и на некој начин што ме спречуваше тие сето тоа време, сите овие години да не се свртам кон Господ Исус Христос, иако ја знаев вистината, иако знаев дека знаев што пише во Библијата, знаев дека вистината е кај него, зашто јас одлучував да не го слушам неговиот глас и зашто не сакав да се покајам и да се свртам кон Господ. Да, баш доста кажа нешто што допира и многу луѓе ќе се пронајдат во тоа дека сите ние бараме да бидеме прифатени од другите луѓе, да бидеме препознаени, потврдени, сакани од другите луѓе. Меѓутоа, не треба да се прилагодуваме или сообразуваме, како што вика Библијата, со овој свет. Значи, за да сум прифатен во одредено друштво, како што рече Никола, јас мора да прифатам одредени норми, одредени правила, не знам, ако сите пијат во друштвото, јас не пијам, ќе викат: ти заостанат, ти ваков, ти таков, мора да пропиеш.
иначе си отфрлен од нив. Дали во друштво на пушачи, во друштво на некои што се другираат и така натаму. Значи, с ким си, такав си. Тоа е, нели, српска поговорка, меѓутоа така е. Затоа, единствено, оној кој нема да те отфрли, како што рече Никола, е Бог. Дојди како што си, вика Бог. Дојди како што си, вика Исус. Дојди. Дојди, јас те љубам, вика Бог. Јас те сакам да ти ги простам гревовите, сакам да ти дадам вечен живот и нов живот. И да те обновам, да те трансформирам. Мојата љубов ќе те обнови, ќе те трансформира. Нема повеќе да бараш исполнување на погрешно место и на погрешен начин. Че едно исполнување ќе дојде во животот твој. Тоа е Божјата љубов. И Бог ќе те поврзи со луѓе кои навистина го следат. Кои навистина се трансформираат или се преобразуваат во тоа што го вели Светото Писмо, се преобразуваат во ликот на Господ Исус Христос, односно стануваат христолики. Тоа е еден процес кој го започна Бог во нас, во нашиот живот, кој е опишан тука во Светото Писмо, дека Исус е оној првородениот или прототипот, а ние сите треба да наликуваме на Него, а за тоа дело, да речем, тој процес, Бог ни го дал Светиот Дух, кој не води во целата вистина, не подсетува на оно што го кажал Исус и ни помага да живееме еден нов живот. Сето ова може би ви звучи малце така духовно, меѓутоа како што читате во Светото Писмо и како што Бог ви ги открива работите, ќе го разберете. Значи не е нешто што не се разбира или е нешто мистично. Тоа е сето запишано тука во Светото Писмо, меѓутоа Бог ни го открива тоа преку Светиот Дух, колку што може да носиме. Значи тоа беше и така случајот помеѓу, нели, кога Исус беше со апостолите, им откриваше онолку колку што тие можеа да поднесат или да носат во тоа време. Сакам исто уште нешто во контекст на тоа што го кажа Никола, нели, кога ќе се обрати народот, кога ќе се откаже од своите зли патишта, кога ќе се откаже од гревот и кога ќе го повика Господовото име, Господ ќе ни ги прости гревовите, значи ќе погледне на нас и ќе не излекува, ќе излечи земјата. Исто во однос на тоа сакам една порака или еден апел да упатам до родителите, дека и тие имаат многу битна улога во општеството. Има доста напади врз фамилијата и врз родителите, нели. Меѓутоа, не смеат родителите да ги отпуштаат од раце своите деца. Ќе ви прочитам јас од пословици, значи што вели Бог во однос на воспитувањето на децата, за да може да изградиме едно здраво општество, мора да изградиме здрави фамилии и родителите имаат клучна улога и одговорност пред Бог да ги воспитаат децата на правилниот пат и да не дозволат нивните деца да завршуваат на места какви што спомнавме, ноќни клубови, дискотеки, каде што нема ништо добро. Меѓутоа, таму има само нешто што може да те уништи, а не нешто што може да те изгради или благослови. Да. Затоа, што вели Бог во Светото Писмо за родителството или воспитувањето на деца. Во Пословици или изреки, 19 глава, 18 стих, пишува: "Казнувај го својот син додека има надеж и не се возбудувај од неговото викање." Значи, советот на Светото Писмо е да не се воздржува родителот од казната на синот. Значи, таа воспитна мерка или казна треба да се изврши, вика, додека има надеж. Ако не го казнуваш, има исто уште една народна поговорка, вика, теле се учи, вол не се учи. Тоа е така народски кажано, меѓутоа овде вика да се казни синот додека има надеж. Значи, додека е уште во фаза на учење, кога е уште млад, треба да го воспиташ на еден пат каде што
тој ќе понатаму нема да отстапи од тој пат и ќе оди по вистинскиот пат, а вистинскиот пат е Божиот пат, односно патот, вистината и животот е Господ Исус Христос и тука ние во Светото Писмо го учиме тоа како да живееме еден свет, праведен живот и да чекориме по тој пат. И во Пословици 13 глава ќе прочитаме 24 стих, вели: кој ја штеди прачката, го мрази својот син, а кој го љуби, го казнува навреме. И тука е моментот навреме да се реагира. И вика, а кој ја штеди прачката? Кој не го казнува, не го воспитува својот син, не го љуби, го мрази, вика. А кој го љуби, го казнува навреме. Многу е сериозна и навистина верувам дека секој родител, секој здрав родител, ќе кажам, го љуби своето дете. Меѓутоа, вие навистина го љубите ако го воспитувате и го казнувате навреме. Еве, јас сум благодарен и во оваа прилика ќе му се заблагодарам на моите родители што не ја штеделе прачката, туку ме казнувале навреме кога сум правил некои работи што требало да не сум ги направил, кога сум бил непослушен и сите тие работи. Така да сигурно и вие, кои сте повозрастни, можеби и вие сте родители, знаете, можеби вашите родители ве казнувале навреме, кога сте биле деца не ви било тоа угодно, ама сега сте благодарни, пошто би биле на друго место, можеби би завршиле некаде каде што не посакувате. Еве ќе ви споделам уште нешто во врска со ова. Јас живеев 4 години во интернат, средно школо, кога бев и во интернатот јас се сретнав со различни деца од цела Македонија и заприметив некои чудни однесувања, непочитување на авторитет, например. Во интернатите има воспитувачи кои се авторитет или замена за родител ти е воспитувачот, пошто тој е одговорен и различни воспитувачи се на различни смени. Заприметив деца кои имаат проблем со авторитет, не почитуваат ни воспитувачи, не почитуваат ни повозрастни луѓе, а камоли авторитет. И сватив дека тие деца имаат проблем. А проблемот е што дома никој не ги казнил навреме, никој не им се поставил како авторитет, едноставно биле препуштени на, не знам, на друштвото, на улицата, на сплет на околности и тие деца имаат проблем со авторитет. И често тие деца, за жал, завршуваат, не знам, по затвори, белаџи, дури пак и, за жал, некои и се, не знам, ги тепаат своите родители, што е многу тажно. Така да, за секој родител кој го слуша ова, да сакам да ја свати пораката, дека е улогата негова голема и битна во општеството и дека има одговорност пред Бог за тоа како ги изгледал неговите деца. А мудриот син, вика Библијата, дека е, не знам, како гордост, како радост на таткото. Значи, тој син кој си го изгледал, кој станал мудар, кој оди по праведниот, по вистинскиот пат, тој е радост на таткото, не е презир. Да. Така да, децата се дар од Господ и децата се нешто што треба да се поучат. Затоа, родители, ве молам, грижете се за своите деца, поучувајте ги на вистинскиот пат. Не допуштајте светот, не допуштајте некој друг да ги воспитува вашите деца. Знам дека сте зафатени, знам дека сите одите на работа, меѓутоа мора да знаете каде се вашите деца и што тие веруваат и по кој пат одат. Бидејќи се случуваат вакви настани каде што ние се прашуваме зошто 14, 15, 16, 17, било која возраст, зошто било моето дете таму? Зошто моето дете не било на место каде што се слави Бог, каде што се прави нешто што е за слава Божја, а не на место каде што сатаната се слави, каде што има неморал, каде што има грев. Зошто да правиме морален компромис? Затоа, ова го апелирам до секој еден родител, за да се разбуди свеста кај родителите, за да тие ја сватат нивната улога.
да еден ден вашите деца ви бидат благодарни дека вие сте ги поучиле на вистинскиот пат. Тоа сакав да го кажам околу родителството и важноста на родителите во општеството. Никола, дали нешто сакаш да додадеш во врска со оваа тема? Да, исто би додал јас, како што го спомна ти тој дел, да речем, за тебе сподели. Јас сакам да искористам овој момент да му се заблагодарам на моите родители, бидејќи ако не биле тие и нивниот начин на воспитување, јас немаше да бидам тука сигурно, како што велиме. И значи фала му на Господ пред се што воопшто се роди во тоа семејство кај што се родив и каде што има значи Свето писмо и молитва и надеж према Господ, значи обраќање према Господ и Господ да е нашата надеж едноставно. Јас му сум преблагодарен на Господ и знам дека колку многу да се заблагодарувам нема да биде на Господ, нема да биде доволно, затоа само едноставно му го должам пред се за тоа што го направи тој на крстот за нас, му го должам мојот живот, јас на Господ да го следам и да ги следам неговите патишта, пред се бидејќи се полезни за мене, се добри за мене, се за мене односно најдобри, за мене, за тиме, за секој некој верува, исто така бидејќи тој заслужува да го славиме, да го фалиме, заслужува да го следиме, бидејќи неговите патишта се над нашите патишта, неговите мисли се над нашите мисли, така пише и во Светото писмо и така е. И едноставно тие се неколку причини и за повеќе од причини за кои што треба да го следиме Христос и да му благодариме за родителите кои ни ги дал и да го славиме за тоа и да го фалиме, бидејќи можевме да паднеме во раце на други, на други родители, на други тип на луѓе, на други сплет на околности, да речам, на други околности воопшто и да не сме воопшто тука и да сме, не знам, другаши и така натаму, можевме да бидеме многу полошо. Ама, фала му на Господ за неговата добрина и милост и благодати. И тоа е тоа. И понатаму одиме напред и еден ден со Господ напред кога ќе сме и ние родители, кога даде Господ да ова што го кажуваме, ова што го читаме и што го веруваме, да и ние во пракса да го практикуваме и да бидеме на некој начин пример кој од Господ даден, кој ќе биде пример за ова општество и ќе на некој начин ќе се угледа луѓето, ќе се угледаат и ќе биде како што Господ кажува. Да го живееме она што го кажуваме, така да на тоа ние се надеваме, на Господ се надеваме да го даде и тој да не води едноставно во овој пат, односно во верата која што ни е дал да ја веруваме, кој што е пат што сме го избрале, да го тераме и со него напред, со Господ напред, да живееме и да сме пример во ова општество. Да, дефинитивно дека треба да го следиме тој пат кој Господ го трасира или кој го гради. И веќе е изграден, нели? Исус кажа дека тоа е патот. И ние таков пат имаме. Вечен пат. Пат кој води во вечен живот и во вечноста. Може сега да видиме Светото писмо околу вечниот живот што зборува. Нели, зборувавме околу различни работи, околу кочани, околу, не знам, како млади ние што, да речам, каде ни е местото како христијани, зборувавме за родителството. Сега да одиме во Светото писмо и да прочитаме нешто околу вечниот живот. Што значи тоа вечен живот? Еве една дефиниција ќе прочитам јас во Евангелието според Јован, 17 глава, 3 стих, ни вели: а ова е вечен живот, да те познаат тебе, единствениот вистински Бог и Исуса Христа, кого си го испратил. Значи, вечен живот е познавање на единствениот вистински Бог и испратениот од Него Исус Христос. Значи, е еден однос со Бог, однос со
вистинскиот жив Бог Создателот и испратениот од Него, Неговиот Син, Божиот Син, Исус Христос. Значи, едно запознавање и едно заедништво и еден однос со Бог. Тоа е вечен живот. Тоа е една дефиниција на вечен живот. Да, тоа исто значи дека ние еден ден ќе воскреснеме со нови тела, че Бог ќе не воскресне со нови тела, ќе живееме вечно со Него, со оној со кој се запознаваме секојдневно преку Неговото Слово, преку молитва и преку тој еден жив однос со Бог кој го градиме. Така да, еве ви една дефиниција за вечниот живот. Нешто Никола околу ова, еве, како луѓето можат да добијат вечен живот и еве, околу тоа може нешто да споделиш. Да. Значи, најбитното нешто е, односно клучното нешто на еден христијанин, на што се надева, значи кога ќе речеме ние се надеваме на Господ или кога ќе читаме, пример Светото писмо, надевај се на Господа, повеќе пати ги го спомнуваме, тој ќе го слушните тоа. Не е смислата надевај се на Господ за да ти уба на земјата, само за да имаш пари или шо иде, или за да имаш мир. Значи не е надежта во Господа, значи резултатот на тоа надевање не е крајот на оваа земја, дека јас ќе ми биде тука супер, бидејќи самиот Господ Исус не гарантира дека и да веруваме на оваа земја ќе ни биде супер, туку гарантира дека го гарантира резултатот, добриот резултат после овој живот, односно после нашата смрт, и дека ни е одредено на секој ден, како што пише во Светото писмо, на човекот му е одредено да прво да умре и потоа суд, и на тој суд, за разлика од тоа што зависност на тоа што верувал во својот живот, дали на оваа земја, дали верувал во Исус Христос, живиот Бог или не, ќе има вечен живот и ќе биде во присуство на Бог за секогаш, или ќе биде вечно одвоен од Бог. Значи тоа е тоа што ние христијаните се надеваме дека еден ден ќе бидеме заедно со Господ Исус Христос и дека тој е оној кој ни го дава вечен живот. И сакам да прочитам еден стих кој исто така, како што читаше Димитар, кажува дека Господ Исус Христос е оној кој ни дава вечен живот. Тој стих се наоѓа во Евангелие според Јован, 10 глава, 10 стих. Можам искрено да почнем од 9 стих и ќе ги прочитам тие два стихови и ќе видиме што кажува таму и како има тоа врска со вечниот живот. Значи таму во 9 стих пишува: јас сум вратата. Кој, значи Исусова го кажува: јас сум вратата. Кој ќе влезе низ мене, ќе биде спасен. Ќе влегува и ќе излегува и ќе најде пасиште. Крадецот влегува само да украде, да заколе и да погуби. Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат изобилно. Значи, Господ Исус Христос тука ни кажува дека тој е, значи, вратата и тој е вратата за вечниот живот. Значи, кој влегува низ мене, вика, ќе биде спасен. Значи, ќе биде спасен од гневот што доаѓа, ќе биде спасен од тој суд кој секој ден мора да го види Господ Исус Христос лице в лице, да клекни, секој колено вика во Светото писмо ќе клекни и ќе признае дека Исус е Господ. Во тој ден, во последниот ден, на тој суд, и Господ ќе ги оддели оние кои веруваа во Него и оние кои не веруваа во Него. Значи тој ги знае сите кои веруваа во Него по срце, и секој и ги знае секој еден кој верува, и ништо не е скриено од Господ Исус Христос. Не можеме да се правиме на дворешноста дека сме добри, дека сме религиозни, дека сме верници, но Господ Исус Христос за секој ден лично знае во срцето дали навистина поверувал, дали, како што пишува, ја поминал низ оваа врата, односно низ Исус Христос, и се спасил и нашол пасиште, како што пишува, или завршил на другата страна. Исто така во 10 стих читаме за другата страна, за тој другиот, односно ѓаволот, кој е тука наречен крадец, со тој збор, значи повеќе имиња му се дадени
од страната на Господ, а едно од нив е, значи лоши имиња, едно од нив е крадец. И вика дека крадецот само влегува само да украде. Значи влегува само да украде, да заколе, да погуби. Зборувавме за трагедијата што се случи во Качани и тоа не се случи поради тоа што Господ Исус сакаше, бидејќи Бог го да речам што велиме, го дозволи тоа, како може сите што се прашуваат, како може Господ тоа да го направи, да го дозволи, да биде, ако е тој добар Бог, како може да го дозволи. Ете, читаме тука дека крадецот, односно сатаната, ѓаволот, влегува само да украде, да заколи, да погуби. Значи, таквите гревови, таквите неморални работи, таквите работи кои се спротивни од Господ, кои се против Бог, доаѓаат од ѓаволот. Значи, Господ Исус Христос не е оној кој избира што да прават луѓето, туку луѓето сами за себе избираат дали ќе го послушаат гласот на Господ Исус Христос и ќе влезат во вратата, односно ќе одат кај Него и ќе се спасат, ќе добијат вечен живот, или ќе дозволат да бидат украдени, заколени и погубени од крадецот, односно од ѓаволот. Арно, ама, има решение за тој крадец, има решение за тоа што го нуди овој свет, односно што го нуди ѓаволот преку овој свет и тоа убивање, тоа заколување, тоа украдување. Господ Исус Христос се нуди сами од себе и вели: јас дојдов за да имаат живот и да го имаат изобилно. И можеме да го прочитаме 11 стих кој вели: јас сум добриот пастир. Добриот пастир го дава својот живот за овците. Значи тој преку неговото давање на неговиот живот, ние можеме да добиеме вечен живот преку вера во тоа дело на крстот што Господ Исус Христос го направи и дека тој се дава за нас. Го дава својот живот и ни дава живот во изобилие, во изобилно. Така да, уште една потврда имаме преку овие стихови што ги читав, дека Господ Исус Христос е вистината и дека тој е вратата преку кој ќе влезиме, ќе одиме кај Него, имаме вечен живот и ќе биде спасен, пиши. И ќе најде пасиште. А оној кој не влегува во кај Исус Христос, оној што не оди кај Него, што нема да се покаи, нема да поверува, вели, ете ќе биде на некој начин од крадецот, ќе биде украден, ќе биде заколен и ќе биде погубен. Ако не поверува во Господ Исус Христос и ако не поверува дека Господ Исус Христос дојде го даде својот живот за да имаме ние живот во изобилство. Така да тоа беше тоа што јас сакав да го споделам во врска со тоа и што кога ќе читав стварно вистина ме погоди овие стихови и се вредни да ги споделиме со другите луѓе, да дискутираме за нив и да кажеме дека вистина, да потврдиме дека Господ Исус Христос е вратата и дека тој е оној кој дава вечен живот и го дава животот во изобилие. Се надевам дека сега му е појасно на гледачите за двете разлики. Разликата помеѓу крадецот, односно сатаната и местата каде што тој е присутен, како дискотеки, ноќни клубови, каде што гревот владее, и Господ Исус Христос, кој дојде да дај живот во изобилие. Во изобилие значи да имаш повеќе од доволно. Тоа е изобилие. Значи, кој е жеден, кој е гладен за таков живот во изобилство, може да го најде во Господ Исус Христос. На друго место, не. Колку и да одиш ти во ноќни клубови, во дискотеки, ти повторно и повторно ќе бидеш празен. И утоа, таа празнина единствено може да ја исполни Господ Исус Христос, кој дава живот во изобилие. Тоа е она што тука го читаше Никола, нели јас сакав да се надоврзам. Кога сме во Евангелието според Јован, сакам да прочитам неколку стихови во 3 глава. Од 16 стих ќе читам до крајот на главата.
Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој кој верува во него, да не загине, туку да има вечен живот. Зашто Бог не го испрати својот син во светот, за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него, не му се суди, а кој не верува, веќе е осуден, зашто не поверувал во името на единородниот Божи син. Судот се состои во ова: светлината дојде во светот, а луѓето ја засакаат темнината повеќе од светлината, зашто делата им беа зли. Зашто секој кој прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат откриени неговите дела. А кој ја извршува вистината, оди кон светлината, за да се видат неговите дела, бидејќи се извршени во Бога. Значи, имаме светлина, имаме темнина, и сега какви се нашите дела? Нашите дела, ако се зли, очигледно ние сакаме да ги скриеме. Меѓутоа, јас сакам да ве повикам на една покајничка молитва, каде што ние ќе ги изнесеме пред Бог, ќе ги донесеме на светлина тие наши дела, ќе се покаеме, ќе се одречеме, кој што читаше Никола, ќе се откажиме од тие наши зли патишта, ќе ги исповедаме пред Бог нашите гревови и ќе го прифатиме Исус Христос, кој не дојде да не суди, туку дојде да не спаси. Да не спаси од што? Да не спаси од Божиот суд, од Божиот гнев. Бидејќи Бог е праведен и со право се гневи. А судот, вика, се состои во ова: светлината дојде во светот, но луѓето ја засакаа повеќе темнината отколку светлината, зашто делата им беа зли. Да, значи сега е моментот каде што ние треба да се покаеме, да ги исповедаме нашите гревови пред Бог и да поверуваме во Исус Христос, кој дојде да не спаси, не да не суди. Тоа е многу важно. Да, Господ Исус Христос во идно време, кога Бог одредил, ќе дојде да суди, но дојде пред 2000 години за да не спаси од тој суд. Затоа сега во овој момент јас сакам да те повикам на една покајничка молитва, каде ти од искрено срце ќе повикаш кон Бог, а Бог вети дека ќе те ислуша. Зашто секој кој ќе го повика Господовото име ќе биде спасен. Тоа е ветување од Бог. Исто на почеток спомнавме уште едно ветување. А тоа ветување од Бог е: ќе ме барате и ќе ме најдете, зашто ќе ме барате со сето свое срце. Сега е тој момент кога ние ќе го бараме Бог со сето наше срце. Ќе се молиме и фокусирајте се на Бог. Обрнете го вашето внимание према Бог. Обратете ги вашите срца кон Бог. Може да ја повторувате оваа молитва, но фокусирајте се на Бог, бидејќи Тој е оној кој ќе ве спаси. Тој е оној кој ќе ислуша вашата молитва. Тој е оној кој ќе ви даде вечен живот. Тој е оној кој ви ги простува гревовите преку верата во Исус Христос, преку жртвата која Исус ја направи на крстот. Сега ќе се молиме. Молете се со вашиот поглед свртен и вперен према Бог. Вашите духовни очи, вашето срце да гледаат на Исус. Ке се молиме, може да ја повторувате оваа молитва. Боже мој, доаѓам пред Тебе. Да, Господи, јас сум грешен. Сгрешив. Знам дека сум виновен пред Тебе. Прости ми ги сите мои гревови. Верувам дека Ти, Господи Исусе Христе, умре на крстот за сите мои гревови. Дека беше погребан и дека на третиот ден Ти воскресна. Господи, доаѓам пред Тебе, спаси ме, промени го мојот живот. Не сакам повеќе да живеам како што сум живеел досега. Правејќи грев, те молам, дојди, промени ме. Исполни ме со Твојот свет дух, за да ја извршувам Твојата волја.
Во името на Исус се молам. Амин. Амин. Токолку навистина вие ја молите ова молитва со вера и се обраќате према Господ Исус Христос, тогаш Бог ветил дека тој ќе дојде во вашиот живот, ќе дојде во вашето срце, ќе ве роди наново преку Светиот Дух, ќе ви исполни со Светиот Дух, за вие да чекорите и да живеете еден свет живот. Значи, ние сите, кои веруваме во Исус Христос, сме во процес на осветување. Тоа не значи дека ние сме безгрешни, односно нема да сгрешиме. Меѓутоа, знаеме дека тоа што го направи Господ Исус Христос на крстот пред 2000 години е она жртва која ги простува сите наши гревови. Значи, Бог кога не гледа нас, не гледа како луѓе кои се оправдани во неговите очи поради неговиот син, го гледа Исус во нас. Да, ние секој ден се осветуваме, се одрекуваме од гревот, го исповедуваме гревот кога ќе сгрешиме, значи се каеме, покајанието е начин на живење. Значи не еднаш се покаја, попуќе немаш пати во животот да се покаеш, не. Тоа почнува од сега и продолжува до крајот на нашиот живот. Господ не обновува, ги менува нашите погрешни навики и ние се осветуваме, односно се очистуваме од гревот преку Светиот Дух кој е во нас, кој ни помага во тоа. Меѓутоа, знаеме дека ние со сигурност, кога сме поверувале, сме ставили нашата вера во Исус, дека Бог не спаси. Зашто Светото Писмо ни вели, кој верува во Исус, не му се суди, а кој не верува е веќе осуден, зашто не поверувал во единородниот Божи Син. Со таква увереност, со таква вера, знаејќи дека нашите гревови се простени и Бог нема да ни суди за нив, ние чекориме со таа смелост во верата секој ден. Со тој начин на размислување покајнички. Јас сакам да ви порачам да го читате Светото Писмо, да се молите редовно, да имате жив однос со Бог и да го споделувате ова што се случува во вашиот живот со останатите луѓе. Пошто на Македонија е потребно обраќање према Бог. На Македонија е потребно покаяние, откажување од лошите патишта и вера во Исус Христос. Само тоа ќе донесе промена. Тоа е пораката од оваа епизода до гледачите. И секако дека ќе има и наредни епизоди, следете не и споделувајте ги видеата со вашите пријатели, колеги, семејство и охрабрувајте ги да веруваат во Исус. Никола, што би им порачал ти на гледачите, слушателите? Ви благодариме што ги гледавте оваа епизода, што останувате со нас и спомна Димитар како совет, нормално и од мене, за читање на Светото Писмо и барање на Бог, значи треба да го бараме Бог сите и доколку има случај кај некој од вас кои немате Свето Писмо, немате Нов Завет, ви треба, сакате да почнете да читате, сте гладни и жедни за Божјото Слово, можете да не контактирате слободно на нашиот македонски христијански подкаст, на нашиот Gmail, на коментар доставите на YouTube, на сите видеа, на Facebook, на Instagram, на TikTok, што ги снимаме, што клаваме, што објавуваме. И слободно, ако имате желба, ние ќе ви дадеме, тие се бесплатен Нов Завет, бесплатна цела Библија имаме, и да можете да читате, да го барате Бог, да почнете да го следите Господ Исус Христос и се разбере како што читавме, што зборувавме сега, да се тргнете од тој живот стар, да се покаите од тоа што го правите, да се свртите кон Господ Исус Христос, бидејќи тој ве бара, тој сака да ве спаси, тој ве сака, секој од вас, вие сте скапоцени во очите на Бог, ние сме скапоцени во очите на Бог, ние му значиме на Господ и Господ Исус Христос не сака никој од нас, никој од вас да загини и да заврши на место каде што не треба, односно одвоени од Него, одвоени од Бог, тој не сака тоа и затоа барајте го Господа и тој ќе ве послуша и тој ќе дојде во вашето срце, така да тоа беше тоа што јас би го порачал, би го кажал за крај од мене. Фала, Никола. Бидете поздравени, благословени во името на Исус и се гледаме во наредната епизода. Пријатно!